Русино ќе се затвори за 5 наместо за 10 години. Граѓанските екоактивисти конечно ја добија бараната писмена гаранција. На договорот со Министерството за животна средина подпис ставија сите градоначалници на полошките општини. Останува уште официјално да профункционира јавното регионално предпријатие Русино Полок, откако советите изгласаа членови на управниот одбор. Дека имаме изјавите подпишани. Друг битен момент за да се деблокира депонијата како таква е да го имаме формирано предпријатието, регионалното предпријатие за управување со отпад. И таа одлука има веќе донесено 4 општини, значи заедничката сите членови на управните и надзорниот одбор поминуваат ни сите совети на сите општини. 4 општини веќе тоа го направија, чекаме и другите 5 па да свикаме седница на управниот одбор и да назначиме директор. Тоа е еден од условите за да може општините да бидат деблокирани и да можат да носат во депонијата Русино отпад. По 5 години депонијата Русино би била зелена површина, односно би била комплетно исчистена и средена така како што треба по стандарди кои што се предвидени со закон. Се гледа светло на крајот на тунелот, барем вака мене ми изгледа. Сериозни сме сите и се надевам сите ќе се придржуваме на тоа што ќе го подпишеме. Се надевам дека и Министерството ќе се придржи на тоа дека мора да се изнајде решение, инаку со диви депонии не одиме никаде. Додека трае процесот на затворање на Русино, истовремено ќе се бара нова локација на која ќе биде дислоцирана депонијата. Веќе сме во процес, бараме нова локација, тоа е процедура која води Министерството за животна средина и се надевам дека ќе најдеме, веќе има некои предлози, па ќе видиме. Проблемот со Русино се актуализираше во август годинава, кога по зачестените пожари граѓанските активисти поставија блокада и забранија депонијата да се користи како регионална. Таму се уште се носи ѓубре само од Гостивар, а според предвидениот тек на работите, на почетокот на идната година ќе се дозволи и другите општини да ја користат депонијата.